Така, бидејќи имаше штуро сообщение од МНР, токму заради тоа го поканевме министрот Милошевски во Дневникот носител. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре вечер. Да. Кажете ми, први информацијата новинарите што ја рекоа дека МНР ја криеше средбата со Соренсен. Не, ние напротив, после средбата веднаш дадовме сообщение како што правиме за секоја средба, но ги почитуваме принципите на оние кои што се наши гости, сами да одлучат дали сакаат или не сакаат да даваат изјави после на таква средба и мислам според дипломатските правила и протокол амбасадорот Соренсен одлучи тоа за прв пат да го направи, откако неговите оригинални укази ќе му ги предаде на претседателот Иванов. Добро, кој е вашиот прв печаток од средбата? Ми изгледа дека е човек кој што има добро познавање за регионот, богато дипломатско искуство, и ја има перцепцијата на пошироката слика, бидејќи служел и во Приштина, и во Сараево, и во Белград, сега доаѓа во Република Македонија и ценам дека тоа ќе биде од голема помош. Добро, она што е клучно деновиве, зашто разговара и власта и опозицијата, деманти, тврдења, името во Букурешт. Отидовме со име договорено, односно опозицијата со тврдења дека премиерот веќе го смени името со оглед на неговите тврдења дека не го даваме името. Вие го објавивте тоа во писмото, велат неговиот министер признава. Во ноември 2008 година, значи после Букурешт, имаше една собраниска расправа. Добро. На која што и тогашниот претседател Црвенковски и претседателот на владата Груевски имаа многу добри излагања преку кои и тогаш и сега можеше да се види кој за што се залага. Она што се случуваше пред Букурешт, имаме неколку факти за тој настан. Првиот е дека уште пред да се оди тамо, медијаторот Нимиц како конечен предлог ја понуди можната варијанта Република Македонија во заграда Скопје. Так. Двете страни требаше да се изјаснат. Изјаснувањето на македонската страна беше дека тоа би било прифатливо како основа за конечно решение, доколку истото биде верификувано на референдум на македонските граѓани, бидејќи тоа сепак за нас е национално прашање, а принципот на владата е референдумот да биде задолжителна форма на сослушување и вклучување на волјата на народот во однос на така едно важно прашање. Добро, господин Милошевски, ние таму отидовме со согласност за тоа име. Ако не примеја во НАТО, што? Мислам дека ако Република Македонија во случај да добиеше покана, така, односно Република Грција во случај да се согласеше и да имаше еден позитивен пристап кон ангажманот на господинот Немец во овој контекст, тогаш Република Македонија ќе требаше да организира референдумско изјаснување на кое што граѓаните ќе можат да ги согледаат подобрите, полошите, позитивните, негативните страни од едно такво разрешување на овој билатерален спор и јасно и гласно тоа да го искажат на еден референдум за волјата на народот да биде преточена во одлука за ова клучно прашање. Дали она што се откажавте од приказна со ХАК околу тужбата затоа што не обврзна околу позицијата менувањето на името? Во однос на случајот во ХАК јасно е наведено во нашата тужба. Тужбата не се однесува и не може да се однесува на билатералниот спор. Тоа е политичко прашање, има свој тек под покровителство на Обединетите нации. Тужбата се однесува на валидноста на времената спогодба со концентрација на членот 11. И сметаме дека имаме добри аргументи, но добро би било што помала политизација по однос на овој правен процес да се случува во внатрешната политика во Република Македонија. Ќе почнеме на 21 март и очекувам да имаме добар настав. Добро, околу политизацијата, не знам дали го прочитавте еден текст во Економист кој вели дека во отприлика се однесува на дел на споменикот во центарот на Скопје, па вели македонците ќе направат најголем споменик на Александар Велики, ама не им е тоа толку битно колку што сакаат да ги нервираат грците. Која прави нервозата воопшто меѓу двете држави? Самиот билатерален спор, негацијата на правото на самоидентификување на еден народ, оспорувањето на нашето суверено право да го користиме нашето уставно име и нашите обележја, мислам дека во принцип се причините
од кои што понатаму се развиваат одредени други нус ефекти во македонско-грчките односи, но она што е важно да се знае дека Република Македонија и Република Грција на дневно ниво, на човечки контакти, стопански односи, трговски, културни, безбедносни, имаат во последниве 10 години една многу добра соработка, која има нагорна линија. И тоа е најдобар доказ дека спорот е пред 20 години вештачки конструиран и е дел од политичката внатрешна динамика која што се случувала во Грција во тоа време. Во овој момент докаде сме? Во овој момент Република Македонија и сега, без разлика што очекуваме да има изјаснување во парламентот за предвремени избори порано или покасно, сепак сме подготвени во секое време на повик на посредникот Нимиц да се вклучиме во продолжување на македонско-грчкиот диалог. Тоа што промоза, колку сме блиску до решението? Мислам дека динамиката на Тргувам од комуникација спремноста, затоа што се погласно е дека се ближи крај на овој тежок процес. Ако може така да кажам, оптимистички гледат сите кои што се упатени со деталите на тоа како се движи, како иде целата динамика, од почетокот на игнорирање па до директни средби, директна комуникација. оптимизмот се базира на желбата на луѓето, на политичките елити, на граѓаните во двете земји, ова спорно прашање еден ден што поскоро да се разреши. И оптимизмот, ако видите, има своји редовни амплитуди во изминативе 20 години. Не е прв пат. Динамиката на политичка комуникација помеѓу министрите за надворешни работи, премиерите, други наши представници, мислам дека создаде една подобра атмосфера, но за жал можам да кажам дека случувањата на економски план во Грција не се покажа како можност за пробив по ова прашање и улеснителна околност, туку како околност која најверојатно го отежнува дополнително напредокот по овој билатерален спор. И сега, бидејќи сме, може да се каже, предизборно блиски, ако се уште не се распишени, меѓутоа тука се движи приказкава набргу, веројатно ќе ги имаме изборите, експлоатирањето на името и референдумското изјаснување апсолутно почна. Што мислите, докаде ќе оди? Јас мислам дека прво станува збор за обид за манипулација од страна на господинот Црвенковски и СДСМ, својот страв што поскоро да излезат да се соочат на предвремените избори кои ги бараа, да го компензираат или дефокусираат со други теми, како што е популарната тема за името, референдумот и слично. За да се избегне ситуација и понатаму дополнително граѓаните да бидат манипулирани на оваа чувствителна национална тема, нашиот предлог и нашиот повик до господинот Црвенковски, за да не се надмудруваме, во изборната програма на СДСМ, која што предпоставуваме подготвуваат за овие предвремени избори, да го внесат референдумот, исто како кај ВМРО ДПМН, како еден задолжителен начин на земање во предвид на народната волја по однос на националното прашање поврзано со уставното име на Македонија. Така ви благодарам за ова гостување во Дневникот. Следната тема е врзана токму со изборите, кога утре би се одржале избори, институтите веќе на големо анализираат, истражуваат и го испитуваат јавното мислење, да ги видиме бројките.